Кога станува збор за вакви слични настани, знаеме дека најголемата поддршка доаѓа и од општина Карпаш. Општина Карпош е секогаш отворена за ваква соработка, кога се работи за едукација на нашите најмали, на дечињата. Ние сме секогаш отворени за прием на гости, посебно што ова беа гости студенти и средношколци. Сакам во ова пригода да кажам дека не случајно е избрана нашава градинка, бидејќи по самите фотографии, како што кажа директорката, кои што се испратени за градинката, се гледа дека тоа е една урбана населба, урбан дел од објектите, кои што навистина се разубавени, кои што преку дружењето, исто така на дружбата беа и представници од општина Карпош, воспоставивме контакти за понатамошна соработка и општина Карпош и во иднина секогаш ќе поддржува проекти кои што се со едукативен карактер, за да нашите најмлада генерација, нашите најмили дечињата кои што се тука, да се стекнат со едно поголемо знаење, искуство, соработка, да се дружат со младинци од повеќе националности и народности и се надеваме дека соработката ќе продолжи и можеби еден ден ќе бидеме и ние нивни гости. Пред извесен период градинката Мајски цвет беше домаќин на студенти, волонтери кои дојдоа тука на пракса или да ја разубават фасадата на градинката. Може ли поточно да ни кажете за што стануваше збор? Да. 24, 25 и 26 јуни бевме домакини на група студенти и матуранти, волонтери од Ротердам, Холандија, кои што ја посетија нашата градинка со желба да ни ја разубават фасадата. Значи, соработката започна уште минатата година од ноември, кога преку еден родител кој што воспостави контакт помеѓу градинката и групата на млади луѓе, побара да им испратиме фотографии од нашата градинка со цел да видат значи дали им одговара тоа што нели бараат. По испраќањето на фотографии добивме повратен одговор дека тие ќе бидат наши гости. Групата на млади луѓе работеше со нивни материјали, значи тие ги донесоа материјалите, најпрво ја офарба, обоја фасадата, потоа цртаа цвеќиња, при што им помага и децата од нашата градинка, исто така и вработените, повеќе поради дружење отколку од некој друг аспект што им требаше помош. Значи, тој период што го поминавме заедно беше многу во една пријатна атмосфера, каде што имаше и дружење, и работа, и сето тоа беше испреплетено во едни многу убави, пријатни меѓучовечки односи. Така што, дружејки се, ние убаво се запознавме меѓу себе, со желба таа соработка и понатаму да ни продолжи и да контактираме. Како сте сега и вие, а и дечињата задоволни од изгледот на новата фасада? Да, очигледно е задоволството и од страна на децата, и од страна на родителите и на наше опште задоволство. Фасадата ни се разубави, поготово што сите сме емотивно поврзани кон овој настан, затоа што тука имаше млади луѓе од, да кажам, тоа беше еден конгломерат од цел свет, од сите народи и народности, да кажам, така што дружењето повеќе ни значеше и ова ќе биде еден белег, еден спомен, понатаму на кој што ќе се сеќаваме и ние вработените, и родителите, а секако најмногу и дечињата.